Одиме во музеј. Првачето Евгенија, или Ета, како што ја викаат сите, денес цел ден е тивка. Иако е сабота и надворе топло и сончево, таа цел ден седи затворена во својата соба. Каде е Ета? Прашува татко ѝ. Не сум ја видел цел ден, да не е нешто болна? Не е, одговори мајка ѝ, но сигурно нешто ја мачи, Ама се обидува сама да го реши проблемот. Ги прекина сите сестра и кате влегувајќи во дневната соба. Не сака да бара помош. Навистина? Зошто не сум зачуден? Се прашува наглас татко ѝ. А што е проблемот? Се загрижи мајка ѝ. Треба да нацрта народна носија или народни инструменти и цел ден пребарува на интернет. Така значи, се насмевна татко ѝ. Подгответе се, денес сите одиме во музеј. А ке се правиме дека ништо не знаеме, се согласи мајката. Кате, ти доаѓаш со нас? Зошто пак да не, се согласи Кате. Запознај го минатото, за да ја градиш иднината. Така вели наставникот по историја. Таткото тропна, па влезе во собата на Ета. Подготви се, време е за прошетка во сабота. Одете, му врати Ета. За мене нема ни сабота, ни недела, има само многу домашна работа, рече. Ние ќе одиме во музеј денес, така одлучивме. Каде? Праша Ета кревајќи ја главата. Во музеј? Да, знаеш што е музеј, нели? Како не знам, па тоа ми е домашната работа, рече и се замисли. Навистина? Па ајде тогаш со нас, заедно ќе ја напишеме, се насмевна татко ѝ. А како тоа вие одлучивте да одите во музеј? Праша како да не го слушаше татка си што зборува. Така, си рековме, одамна не сме биле во музеј, па влезе Кате во собата и ви раскажа што пребарувам на интернет. Сега ми е се јасно, признај тато, рече Ета гледајќи го право во очи. Признавам, се предавам, рече татко ѝ, кревајќи ги двете раце во воздух, но признај и ти дека секогаш е вистинско време да се посети музеј. Признавам и се согласувам, ќе бидам готова за 5 минути, се согласи Ета. Во музејот, Ета се воодушеви од народните носии, старинските предмети и народните инструменти. Сето тоа беше вистинско и пред нејзините очи. Се обидуваше се убаво да запамети зашто сакаше да има најубава домашна работа.